Граѓаните сакаат модернизација, но и веруваат во потенцијалот на возовите, односно железницата. Гостин во студиото е господинот Тони Ѓуревски од јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Железничкиот сообраќај во Македонија со години е во лоша состојба, мораме да признаеме. Ако некогаш овој превоз беше и најприфатливиот и најефтиниот начин да пропатувате некаде во земјава со редовни линии, но и удобен превоз, денеска, како што споменав и претходно, додека властите најавуваат подобрување, граѓаните си чекаат и конкретни резултати. Побрзи и почисти возови, стабилен возен ред и достапни цени. Па морам да ве прашам, се враќа ли довербата? Ќе станат ли возовите повторно популарно превозно средство во земјава? Во делот што се однесува на инфраструктурата имаме сериозни планови за иднината. Овој конкретен одговор го добивте од колегите од Акционерското друштво Транспорт и таму се вложуваат огромни напори, се вложува енергија за да се врати железницата и довербата кај граѓаните. Неколку години наназад, десетина години наназад, беше железницата маргинализирана, како во делот на транспортот, така и во инфраструктурата. Последиците ги забележаа сите наши редовни корисници. Го користеа превозот затоа што беше најбезбеден, најудобен и најевтин, впрочем што е најбитно за граѓаните. Се надеваме дека во годиниве што престојат, вклучително оваа веќе што почна новиот возен ред од декември, кај вашата колешка го кажавме тоа ексклузивно дека ќе се враќаат полека правците, ветувањето се реализира. Треба сите да разбереме дека се работи за еден многу голем и сложен систем кој ако не се одржува редовно, секој задоснување после тоа бара многу напори, многу финансиски средства. За граѓаните да знаат, се прави напор да се воведе еден градски воз, што би сообраќал на релација од најблиските приградски населби, што се од Миладиновци до Скопје, од Зелениково до Скопје и од Волково до Скопје. Одлично ќе биде ова за граѓаните кои што патуваат од приградските населби до центарот на главниот град. Во плановите што се за оваа година е предвидено да се испита пазарот, да се направи една студија на исплатливост и на потреби на граѓаните. Се надевам дека ќе биде успешен проект и ќе ги земеме искуствата од нашите сродни републики. Јас можам да ви пренесам едно лично искуство во Љубљана. Многу убаво беше прифатен нивниот проект. Ги отворија железничките станици со паркиралишта и на граѓаните им понудија купувањето на месечен билет за паркирање, да им овозможува превоз со железницата до Љубљана и во исто време со градскиот превоз во Љубљана да отидат до работното место и повторно да се вратат назад. Значи со една месечна карта предплатен билет за паркирање ги добија сите услуги наеднаш. И мене ми беше запрепастувачки колку граѓаните во Љубљана во Словенија го прифатија патувањето до градот Љубљана. Ова сигурно ќе го прифатат и нашите граѓани, доколку ова искуство и ова идеја се примени кај нас. Па се зависи од студијата што ќе ја прават наши стручни луѓе. Се надевам дека ќе има таков план, ќе има таков одзив и ќе видиме, ќе имаме можност да го дискутираме овде. Според експертите за транспорт, враќањето на довербата во железницата пред се бара сериозни инвестиции во инфраструктурата, но и модернизација на возниот парк. Се работи ли на обновување на возниот парк и проширување на железничката мрежа низ државава? За обновување на возниот парк, Акционерското друштво Транспорт мислам дека прави напори да го доведе во ред тоа што го има, со што располага. А за инфраструктурата, веќе во вашите прилози видовме дека се работи на изградбата на коридорот 8. Конкретни чекори се надеваме наскоро ќе има интензивирани преговори со соседна Бугарија за да се направи договорот за пробивање на тунелот, за да оди заеднички како проект. До Белјаковци е веќе одработено на првиот дел, остануваат уште завршните работи за да може да почне да сообраќа. Предпоставам ќе оди Акционерското друштво Транспорт само во викендите до Белјаковци, затоа што таму е како викенд крај. Јас го памтам затоа што сум подолго време во железница, таму беше преполн возот кога одеше во петок и кога се враќаше во недела назад. Се надеваме дека во скоро време ќе биде.
колку за илустрација граѓаните да знаат, да речеме, кога ќе кажете во железница дека сте набавиле шини за 100 километри да реновирате. Веднаш поделете ги со два. Бидејќи шината ја нема само од едната страна, ја има од двете страни. Измеѓу има прагови, има кабли, има сигнализација. И минатиот пат во вашата емисија апелирав многу на дневна основа не оштетуваат арамиите за ситни пари, ни крадат делови. На потегот, да речеме сега, Дуброво Неготино, секој ден имаме кражба на кабли. Кабелот што ќе го украде, него не му чини ни 1000-2000 денари, нас ни нанесува штета над 100.000 денари. Апелираме до надлежните, до граѓаните. На времето имавме самите граѓани се грижеа за пругата. Кога ќе забележат нешто сомнително, се јавува, дојавува, интервенираа во полиција. Сега е некако останато тоа настрана, не заинтересирани се луѓето. Особено ме радува кога ги поставувам прашањата, во вашите одговори секогаш се содржи нешто што значи дека се работи на решавање на проблемите и на тековните случувања за подобрување на состојбата во македонската железница. Морам да истакнам дека министерот за транспорт и врски најави почести возови кон Битол и кон Прилеп, како и воведување на меѓуградски линии, споменавте и вие, до Тетово, Гостивар, Штип и Кочани. Но тоа што е најзначајно, мораме да истакнеме, луѓето, граѓаните кои што ги користат возовите очекуваат брз, ефикасен и удобен превоз и всушност враќањето на линиите е само еден чекор кон тоа подобрување, но без модернизација ова би останало само декларативна мерка во состојба на, како што кажавте и претходно, долгогодишна запуштеност на железничката инфраструктура, честите доцнења и застарените вагони. Меѓутоа мораме да кажеме, покрај настојувањата за решавање на проблемите, со кои проблеми се соочувате и што да очекуваат граѓаните? Проблемите се на дневно, неделно, месечно ниво. Плановите се годишни, подолгорочни, подолгорочни, инвестициите се огромни. Се работи на модернизацијата континуирано. Ако на времето, да речеме, секоја железничка станица беше поседната со некој наш колега отправник на возови, од пред неколку години е воведено централно управување со сообраќајот, некој вид на телекоманда, каде што од централно место одредени станици се управуваат и се регулира сообраќајот. Ама им недостига граѓаните да има едно лице кое што ќе дава соодветни информации за се што имаат да прашаат? Да, го имаме тоа како информација, дека порано биле многу поблиски контактите со железничките работници. Заради ова централизирање, одредени колеги се повлечени од станиците и одредени станици се оставени затворени, каде што граѓаните добивале некои информации и комуницирале. Ке мора да го надминеме тој проблем, дали со информативни табли кои ќе ги поставиме, дали ќе овозможиме некоја друга комуникација, ќе отвориме линија, веќе современите светови налагаат телефонски комуникации, SMS пораки, Viber комуникации. Ке мора да размислуваме ние како инфраструктура, затоа што инфраструктурниот објект, ако е празен и нема можност граѓанинот да добие информација, веќе го губиме како наш корисник. Така. Ние индиректно, транспортот директно ќе го изгуби. Да, споменавме дека враќањето на железничките линии е чекор напред, но предизвикот останува. Споменавте и вие да се најде начин како да се убеди јавноста дека возовите ќе бидат поефикасна и посигурна алтернатива, затоа што во многу европски земји, споменавте вие во Словенија, возовите се главно превозно средство. Можеме ли и ние да го достигнеме тој стандард, користејќи ги тие искуства и применети овде според нашите услови? Се надеваме, немам конкретни документи, немам овластување да дадаме на информација, меѓутоа може јавноста да запознаеме дека многу држави од околината, многу држави од Европа се многу заинтересирани за да влезат во коридорот 10. Така. Конкретно ќе излеземе кога ќе има нешто подпишано како документ. Сега за сега можам да кажам дека има најава. Значи тоа навестува една блиска иднина со современување, со можност граѓаните да се поврзат конечно со Европа. Ние сме сведоци, јас како генерација со колегите мои што контактирав, тие од ноќна смена заминувале со воз за Минхен. Да. На обичен шопинг ќе отидат, ќе купат тоа што им треба и ќе се вратат назад. Значи имало директна линија. Години наназад ние меѓународниот сообраќај го немаме, исклучени сме. Сето тоа ни недостасува, да. Соседна Србија веќе работи на осовременување. Преговори се за тој коридор 10 што е од Табановци до Гевгелија и ние да влеземе во една
европска мрежа, каде што би били ние брза пруга. Се работи, се преговара, менаџерскиот тим е активно вклучен, постојано е во посета на европските градови, се гледаат можности, се бараат алтернативи и најважната работа е финансирањето да го реализираме. Така. Се размислува на поврзувањето на Кичево-Струга со албанските железници. Изработен е на времето еден проект, УНЕСКО го има сопрено проектот заради тоа што Охридското подрачје било опфатено и сега треба да се размислува да се преработи тој проект за да биде до Струга. Европа е заинтересирана, се надеваме дека ќе остане заинтересираноста, финансиските средства ќе си обезбедуваме што можеме ние, што ќе оди со кредитни линии, меѓутоа дека се работи на таа тема, се работи сериозно секојдневно. Одлично. Кога говориме за железничкиот сообраќај, овде мислиме и на патничкиот, но и на товарниот сообраќај. И ако одиме малку со бројки, ќе истакнеме дека последното тримесечје во 2024 година, споредена со истиот период во 2023, покажала дека карго транспортот, кој носи најголеми приходи за железницата, се зголемил за дури 75%, а имало изголемување на бројот на патници за 37%. Што потврдува дека доколку сериозно се пристапи кон решавање на проблемите и подобрување на условите за одвивање на железничкиот сообраќај, резултатите ќе бидат позитивни и ќе имаме секако подобрување на состојбата, што значи дека железницата мора да се обнови за да стане конкурентна. Од едниот од прилозите што го имавте, колегата Коруновски од Акционерското друштво Транспорт ги кажа состојбите. Нормално е ваков раст да имаме во сообраќајот и во патничкиот и во товарниот, бидејќи тие со надчовечки напори успеа од 2 локомотиви да дојдат во реално 8 или 9 сега имаат ставено во функција. Од неколку гарнитури веќе ги вратија да можат да ги обслужуваат и дополнителните правци што се предвидени. Значи некој што оставал под тепих проблеми години наназад, тие успеваат да ги решаваат. Инфраструктурата е отворена за таа соработка и гледа во делот каде што ние може да помогнеме во зголемувањето на брзините, онаму кај што ќе се појават дефекти, а се појавуваат. Доволно е само еден поголем дожд да нанесе штета на пругата, да треба една недела да се изреновира. Меѓутоа се работи секојдневно, континуирано и се прават напори да овозможиме брз, сигурен и најважно од граѓаните што ги видовме, да не доцни транспортот. Тоа е најважно, да. Затоа што да речеме, ако патниците наши од Куманово, од Велес, од Тетово, од Гостива, од каде и да појдат, ќе треба да дојдат во Скопје заради X причини, дали работни обврски, дали треба да оди на закажан термин поради медицински причини. Најважно им е точноста, да дојдат на време за да може да си го планираат времето. Ќе се обидеме да овозможиме таква работа, меѓутоа многу често зависи и од надворешни фактори, како што ги кажав. Штетите што ни ги нанесуваат не се отстрануваат за еден час. Некогаш ни е потребно и 2 до 3 дена за да се врати во нормална состојба, да се обезбеди безбеден сообраќај. Во секој случај истакнавте и вие, потребен ни е континуитет во одржување, реализирање и нормално функционирање на железничката мрежа во земјава, но морам да ве прашам, дали вие се возите со воз? Да. Кога има потреба, секогаш. И токму патувањето со воз е некако посебно доживување, без разлика што го користите железничкиот превоз и возовите за да отидете до некоја дестинација низ земјава и да завршите некаква работа, секако би рекла дека е малку поинакво доживување. Ние најчесто користиме заради службени потреби. А јас, инаку да речеме, додека бев во извршната служба, секојдневно одевме до работа и од работа со воз. Се срекававме со тие патници, со тие луѓе, живеевме затоа што ги гледавме нивните проблеми од едно задоцнување. Меѓутоа и тие разбираат дека железничарите тоа што треба да го направат, го прават, колку е во нивна моќ. Се вложуваат себе си и секогаш се наидува на некој проблем што наоѓаме начин да го надминеме. И сега успешноста, некогаш си поуспешен, некогаш понеуспешен, не е убаво пред граѓаните да излеземе да кажуваме дека е розев светот. Нашиот свет сепак е син.
Ние сме железничари со сина боја. Јас постојано истакнувам доколку ги признаеме проблемите со кои што се соочуваме, полесно ќе пристапиме кон нивно решавање и подобрување на состојбите генерално, па дури во железничкиот сообраќај во земјава и секако дали Македонија конечно ќе го искористи потенцијалот на својата железничка мрежа или ќе продолжи да биде зависна од автобускиот и автомобилскиот превоз, останува да се види во наредните години. Се надевам дека вие ќе ги вложите сите своји напори и целиот ваш труд, тоа да им го овозможите на граѓаните, затоа што тие тоа го очекуваат. Вложуваме напори, не е добро да давам ветувања, затоа што ако човек даде ветување, треба да гледа да си го исполни ветувањето. Меѓутоа, дека можам да ветам тоа што е во наша надлежност. Така. Со тоа што располагаме како капацитети од човечки аспект, од механизација, ќе биде максимално искористено за да овозможиме било каков напредок. Очекуваме дека резултатите наскоро ќе се видат. Сега повторно ќе кажам да не ветуваме многу, да сработиме повеќе за да бидеме. Критиките се секогаш добре дојдени. Дури ние сме самокритични, знаеме дека има проблеми, не ги ставаме под тепих, ги ставаме на виделина и гледаме да ги решиме. Решенијата се малце покомплексни. Затоа и нашата екипа денеска беше во депото и претходниот прилог кој што го погледнавме, бевме на терен и директно од лице место им пренесовме на нашите гледачи што се прави и како се работи во депото на Македонски железници. Со задоволство ќе го погледнеме прилогот и ќе го погледнавме веќе претходно, тоа што го гледавме преска што го работе, ќе ве поканам да дојдете во инфраструктурата некој ден кога сте расположени, да ги согледате и проблемите со кои се соочува јавното предпријатие, да видите вработените колку се трудоинтензивно вложени, затоа што немаме механизација на соодветно ниво, на тоа ниво што ги имаат, да речеме, развиените држави. Меѓутоа, луѓето се даваат себе си секојдневно за да помогнат во тоа што значи ревитализација и поправање. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше огромно задоволство. Ако имате некоја порака до нашите гледачи и до нашите граѓани? Ви благодарам на вас лично, на вашата колешка и на телевизијата што посветува внимание и што ја актуализира железницата. Се надеваме дека ќе го оправдаме очекувањето на граѓаните, меѓутоа апелирам до граѓаните да ни помогнат во детектирањето на она што значи оштетување, да отворат очи едноставно ако забележат сомнителни движења, да пријавуваат во најблиските полициски станици за да си ја заштитиме железницата, оти не можеме ние сами да го направиме тоа ако немаме помош од широкото граѓанство. Ви благодарам уште еднаш. Ми беше задоволство.